Почитувани, Македонија ги преживува своите најтешки моменти. Економијата тоне, земјоделците се оставени сами на себе, доека владата ги распродава националните интереси. Имено, покрај капитуланскиот договор што го направи оваа влада со нашиот јужен сосед, покрај неуставниот закон за двојазичност и срамниот договор со Бугарија, оваа влада прави невиден пустош во сите гранки на стопанството. Индустријата тоне, градежништвото исто така, додека во земјоделието се случува тотален хаос. Македонските земјоделци се директни жртви на ова политичко цунами кој ја нападна Македонија. Владата предводена од СДСМ ветуваше отварање на нови пазари, зголемена цена и гарантиран откуп на земјоделските производи, но ништо од ова не се исполни. Зелената нафта уште ја нема. Земјоделците се жалат и се во безизлезна состојба како никогаш досега. Резултат на тоа е рекордно ниската откупна цена на праските, а за доматите и да не зборуваме. Нив земјоделците одамна ги фрлија во депониите. Ветуваа 3 денари субвенции, па уште 4 денари субвенции, само за да ги однесат во преработувачките капацитети во Македонија, кои речиси и да ги нема. Поради тоа што ланската година ја зафатија пролетните мразеви и се откупи многу мала количина на грозје, оваа година подрумите на винариите се празни и ќе има поголема побарувачка на грозје. Сега е моментот да се зголеми цената на грозјето. Да не дозволиме винариите да функционираат како монопол на пазарот и тие да диктираат цената на грозјето. Оваа работа се договара и се менаџира сега, во летниот период, а не во септември, кога земјоделците се ставаат пред свршен чин. Оваа влада не презема ништо за да ми излезе во пресрет на земјоделците, кои се повеќе се соочуваат со финансиски проблеми поради зголемената акциза од 3,5 денари, додека од зелената нафта нема ни трага, ни глас. Оваа влада не овозможи ниту една мерка за помош и поддршка на земјоделците. Поддршката за систем капка по капка ја нема. Поддршката за млад земјоделец преку помош со механизација во вредност од 10.000 евра е мината работа. Се што во минатото значеше поддршка за земјоделецот, СДСМ го укина. Обештетувањето за ланските пролетни мразеви исто така веќе никој не го спомнува. Оваа влада се што кажа, излажа. Македонскиот земјоделец е оставен на цедило. Основен принцип на функционирање на оваа влада е давање на ветување и неисполнување на истите, додека македонското земјоделие дише на помошни апарати. Граѓаните на Република Македонија веќе не ви веруваат. Земјоделците уште помалку. Почитувани граѓани, се раѓа нова ера, доаѓа нова надеж. Мораме сите заедно, сплотено и достоинствено, што побрзо да им ставиме крај на овие мрачни сили кои на насилен начин ја заробија државата.